Великденскиот пост избледува. Се помалку млади ја почитуваат оваа традиција. Великденскиот пост, како еден од најзначајните периоди во православната традиција поврзан со Великден, со децении представува важен дел од духовниот и секојдневниот живот на верниците. Сепак, сведоштвата на граѓаните од Штип покажуваат дека начинот на неговото практикување значително се менува низ генерациите. Додека постарите се сеќаваат на строг пост, исполнет со дисциплина и целосно воздржување од мрсна храна, денешните помлади генерации често имаат поинаква практика кон оваа традиција. Па поставаме петок, среда, се великденските нашите. А израствено не се баш точно за тоа. А пост е повеќе. Сега младите не знаат што е, не постим ништо. Не. Не постите? Не постим. Да. Сега не толку младите повеќе не постат. А иначе од минатото многу се онедува и по цел месец не се јаделе такви работи, мрсно или нешто тако, како што е великденскиот празник, така да. Не, старите повише постиле. Мислам, од порано. А сега младите не знам дали постат или родителите постат и за нив и така. Па има доста и млади пост. Сега пост. Иначе тога немаше и таа генерација немаше верба у Бога. Сега како постана новото време и младите. Баш не ме редовно младите што посетуваат. Не е поскапо. Мора се посно да е. Анкетираните додаваат дека нема значителна разлика во цените помеѓу мрсната и постната храна, нагласувајќи дека денес може лесно да се најдат различни производи во зависност од изборот на исхраната. Сега по тие модерните што ги има тие там по витамински тие ходиме, тие се скапи. Наубаво да се јадеш лепче, намачкаш си нешто, варче тие, тоа е наубаво. Сега зависи од храната. Сега обичната храна не е таа храна што беше едно време, што јадеаме. Сега е друга храна, така да мислам дека сега зависи од кој како. Не би рекла. Може да се најде и од мрсна и од постна, кој како јаде, мислам. Не е поскапо. Мора се посно да е. Иако традицијата е се уште присутна, начинот на нејзиното почитување се менува, при што секој поединец го прилагодува постот според сопствените услови и верувања.